Добар ден, повторно сме заедно во емисијата Очи во очи на телевизија 24, а некако како тргнавме со дискусиите и во емисијата во тек околу состојбите во обвинителството, следствено на тоа и на правосудството. Еве, денеска имаме и навистина повод да го заокружиме тој разговор околу правосудството. Имено денеска е денот на правосудството, но не било каков. Такви денови меѓународни, секој ден има нешто, а нема ден да е ден на нешто, на ова или на она. Инаку денот на европското правосудство е на 21 октомври, а не сме 21 октомври, така да денешниот ден на правосудството е исклучиво наш ден на правосудството. Имено на овој ден, 45-та година, не од било кого, туку токму одасном е донесена повелбата за устројство на редовните народни судови и тогаш биле основани 25 околиски судови, 3 областни судови, Скопје, Штип, Битола и Врховниот суд како прв централен столб на правосудниот систем во тогашната федерална Југославија. Токму, значи, од тука почнува и правосудството и тоа потврдува и ја наметнува потребата од владењето на правото, кое, од тогаш всушност се оснива како институција, владење на правото преку судниците. Меѓутоа, каква ни е состојбата денеска со правосудството, имајќи предвид дека и во последниот извештај на Европската комисија оценката е дека не е постигнат никаков напредок, ајде да не одиме дека дури е и полош и така натаму, но во секој случај како оценка просечна, за да не правиме сега пресек како е сега, туку воопшто, затоа е и денот на правосудството, од 45-та до сега во оценката на извештајот е дека сме на ниво меѓу одредено и умерено ниво на подготвеност. Малку до умерено облачно, тоа така звучи. Сега дали ќе ни заврне или ќе се разведри, никако, но тоа зависи исклучиво од оние реформи кои еве некако или бавно одат или не се гледаат, имајќи предвид дека и настрана од извештајот на Европската Унија довербата во правосудството и тоа како ниска или никогаш пониска. Но тоа не беше и пречка токму јавното обвинителство денеска да има една свечена средба, односно свеченост на која токму беше одбележан денот на правосудството и тоа под мотото интегритет, реформи, правда, веројатно некако како што човек, особено дете, се што нема па мечтае и само го повторува истото, така изгледа, тоа е присутно во сите сфери, па така и во случајот како и во контекст на оваа тема, иако добро, тоа е во делот на оние медицински експерти да го толкуваат, тоа психологија, го повторува човек тоа што го нема, но ајде ние што го немаме, а тие дали со ова треба да не уверат дека го има, како и да е, велам, овој настан со кој се одбележа денот на правосудството беше насловен под мотото интегритет, реформи и правда и на него присуствуваа сите, секако вклучително и новиот републички јавен обвинител. Ајде додека уште го зборуваме нов, некако може и уште да поминува како нов првите 100 дена. Кога ќе престанеме нов само обвинителот, тогаш веќе, значи, и ќе можеме да коментираме и директно поднос на тоа што направил, како направил, а почнува да прави или да не прави, како велам директно еден од членовите на Советот за јавни обвинители поднос на таа одлука едногласно донесена, дека отфрлената одлука на обвинителката Ристевска. Не велам ниту во ред, ниту не, туку веќе почнува, значи, да прави еден свој, како би кажале, оној трак рекорд, белешка, да остава трага. Сега, поентата на денешната тема е токму, значи, овие актуелности, околностите кои ги имаме,
имајќи предвид дека реформите во судскиот совет и советот на јавни обвинители се меѓу најважните елементи. Може да се види токму и по не само на реформската агенда односно на агендата на па и реформската на ЕУ, туку и на реформата на правосудството, но и е од витално значење токму за државата, што се гледа токму и дека на 31. март 45 е донесена оваа повелба за устројство на редовните народни судови. Што им текнало токму тогаш со тоа да се занимаваат Втора светска војна и така натаму. Но не е се, значи, така и тоа како било особено во такви времиња битно да се доведе владењето на правото. Каде сме сега, толку години подоцна, како е развивано сето ова во насока на развивањето, обезбедувањето на правда, правна држава, владење на правото, односно професионално управување со сите овие работи и секако она што го дискутираме постојано, таа политичка независност. Тоа не значи независност да не контактираат, да не комуницираат, ете и финансиски се зависни и слично, и по однос на изборот и така натаму. Но таа политичка независност на судиите и обвинителите, сето тоа е она што е дел од таа реформа на македонскиот правосуден систем и во комбинација со, за жал, ете таа историски највисока недоверба, односно најмала доверба во судскиот систем. Така што темата е токму во таа смисла од 45-та до сега, затоа е ова состојбата, каква е состојбата, предизвиците и насоката на реформите за да не однесат кон владење на правото, односно да не донесат таму. Тоа подразбира, стратегија и насоки. Стратегии имаме наназад 20 на 30 години, ако не 20 сигурно, но какви се стратегиите? Или колку се применуваат? Затоа е битно ова состојбата. Каква ни е состојбата, за да не се фатиме само за еден одсечок од, не знам, временски, од оваа година минатата и така натаму. Туку да можеме да направиме една своевидна прегледна мапа на тој пат кон зајакнување на независноста, на одговорноста, на ефикасноста на правосудството, со укажување, со надеж дека и тој ќе го констатираат тие кои треба да ги спроведат тие реформи, на неопходноста од преминување од досега би рекол козметички, евентуално површински, на длабински реформи, за да видиме нешто конкретно. Ете, во таа смисла пак овој дел, насоката на реформите, дали ќе го видиме тоа, особено сега, кога, навистина, ако ништо друго, се појасна станува сликата околу распределбата на сили по однос на тие реформи. Избор на нов обвинител, промени, укажувања од власта за реформите и така натаму, што можеме да очекуваме и да го, ако ништо друго, одбележиме со оваа пригодна тема Денот на правосудството. Ова е само наш ден. Не па таму слават, па и ние ќе го преземеме. Светски ден за борба од ова, а нас ништо не ни текнало. Ова нас ни текнало и ние сме го направиле 45-та, изборуваме за нашиот ден на правосудството и како да го подобриме. 60-91-924-925, повелете, добар ден. Ало? Да, повелете. Јас сум. Вие, поздрав, прв. Браво, обарам рекорди. Одлично, браво, па, повелете. Браво ми е. Другарче, ова правосудство наше не е ни за спомнување, мислам, дори понижувачки да го спомнеме. Тоа е таму дуло на Сатрапина, овие кои тоа ќе нас чекаат жртва. 79 години, одбележуваме. В година... 79 години, овие 30 и кусор години... Година 0,8 век, 80 години. Овие 30, па и може и предходно оние 10 години од 80 до 90, баш и тие не се многу стабилни.
и тогаш више заудараше работата, ама до 80-та година пак некако се јадеше судството. Сушност грешив јас 81 година, 45-та, 26-та, јас сум изгледа во времето назад. Се извинувам, повелете, да. Не е страшно, не, и... Пробивме ние јубилеј веќе, да. Да, него што ми беше мобетот, сакам да кажам дека ова судство, не овие 2% што се само спомнуваат се многу. Значи, треба многу у минус да идат, у минус. Али, види, немаат гајде, немаат страф, од ништо не се плашат. Се додека не се смени малку овие светскиве сили малку да патат замак, тие другине три. Така, инако нема спас. Нема. Ова тука све додека стратешкиот партнер ги команда овие тука судства, влади, чуда, све тоа ветер умагла. Еве, баш дознав нека информација, може и грешам. Дека устори паркинзи во општина Аеродром не треба да се плаќа. Не требало да се плаќа. Знам за центар дека се плаќало, за Аеродром дознав дека сега дека не требало. Кисела вода пробале, не им успеало. Се плашеле многу тие градското собранието на општината дека ќе изгубат на наредните. Благодарам, поздрав, до слушање, повелете кој ни е следен, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого, повелете, добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете. Слушаме. Да. И со вака моје мислење. Реформи во правосудството можат да бидат и признава во колку вистина овие судии, што ќе бидат поставени сегашните, во колку успеат да ги донесат законите и да ги испроведат извршно законите. Сите оние од самостојањето на Македонија навака не збора за судите за време на СФРJ, оти не беа вакви злосторства прави на Македонија. Сите оние злодела што ги правиле бившите политичари. Сите оние злосторници што правиле зло од 2001 година. Сите оние што ги заштитиле ништо закон. Сите оние што е донесува Македонија до ова тереже. Мијалковски, Груевски, Ѓорѓиевски, Заев, Груби, Али Ахмети, сите оние што се избегани, овој директорот Ковачевски, како се вика од термоелектрана Битола, и сите други градоначалници све додека не донесат таков закон за имото на потеклото и и запленување на имотот и парите од тој имот, вредностите парите и во готовина што ги имат по банките да легнат во фондот на буџетот на Македонија. Тога може да би и против нив да има некои сакси против извршителите и да не му текне никому повеќе такви работи да прави. Тогаш би признал реформи во судството. Ако тоа не се заврши, джабе сега може да се имат реформи, меѓутоа она богатството на Македонија што е запленето, тоа да се врати, што ништо на Македонија, више немат, овие едните генерации нема само на оттенти или од кредити може да задлужуваат. Иначе од Македонија немат вие што да кори, што да граба, што да крадат и да лажат и да крадат. Тоа од мене фала пријатно. Благодарам, поздрав. До вас, повелете, добар ден. Ало, добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. И нека ми е среќен дено на вас и на вашата телевизија. Благодарам, повелете на сите. Јас мислам дека во Македонија нема потреба од ден на правосудството. Него има потреба од ден на кривосудството. Така да се вика тај ден. Кривосудство. Затоа што се што е донесен закон, никој не е спроведен онака како што е уставо законот. Се спроведува на криво. Правио е крив, а кривио е прав. Додека не се реше тај проблем со судството тука во Македонија, не се искорена тие што се фанале корен од 91 година навака и што уништија народо, уништија стопанство, уништија се, додека не се врнат парите што одлетаа од државата, ништо нема да биде од овоа правосудство. Значи,
Калимеро со луспата на главата, одлета и он јадни од тука, од многу голем жал за овоа правосудство. И он одлета. Работата е во тоа што вај народ заслужува такво правосудство за тоа што не знае да се изборе за своите права, што постојат во законот. И тај закон што постоја во уставо, ако се применува, се ќе биде како што треба. Али пошто законот што постоја не се применува, него се применуваат онакви закончиња испод рогожа, кога се пуште вода, такви закончиња се спроведуваат. Овака се ќе биде во Македонија и народот секој пат ќе страда, онај што е бедниот и што нема. Ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Вика предходнава слушателка народот. А народот го прави ова. Те излага на гласање, вика, не излагам ни за овие, ни за оние. И трпи сега и од тие, и од оние, и од сите. Народот не излезе за името за Македонија. Се што се случуваат и закони, било што се случува, се е виновен народот. Не излегува на гласање, не излегува на протести, не излегува да се супростави, нигде не излегува. Си чути го товарат колку што може, уставаат 100 кила, вика, може уште 100-200, може, ќе му стават и ќе си носи народот. Народот си го прави за мала ситница, неправда некоја осудена ваква или таква, цела држава треба да стане да се спречи такви злонамерни работи што се прават. Или, например, овие што е изнесла државава надвор. Пак е народот виновен. Па ти блокирај да не спе да се вратат. Се одземи му таму. Не можам да ги разберам ја. Овие сами не може да го прават то горе во врво што се, да речеме, суди ови и оние. Ако стани народот да се побуни, не може така да помини лесно. Него народот, како живееш арно, како ти е убаво. И зашто не излагаш на гласање? Па неќем да гласам ни за овие, ни за оние. И па сега трпи ги и оние, и овие трпи ги и чути. Убаво ти е. Се што си го правиш, сам си го правиш. Оти, народот ги бира судите, народот во парламентот излегува да бира, народот пратеници бара. Се народот прави. И што се бунат сега? Ти си го слушаш тој, што ти дошло над главата. Така, да ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, кој не следен, повелете. Добар ден, почитан родител од Име. Почит, да, добар ден, повелете. Значи, во целост се согласувам со предходниот соговорник. Браво за размислувањето, од срце го кажувам ова. Само едно нешто да додадам. Вели народот. Народот кај нас е народ, не е човек. Значи, народот нема третман на човек, ме разбирате? И за тоа, кој стаса си игра мајтап со нас. Главата доле, народе, и идеме напред. Достоинството на човекот во нашава татковина е целосно нарушено. Значи, не постои човек. Почитан водител, едно подсетнување. На времето Манасиевски, министерот за правда, неговата сопруга Филимена, кој што била на феномен на факултет, 6, нешто имала просек, студирала 6 години, ова може да се провери, и ова, како се вика, добро, не е битно, породничката Нада Груевска. Тие го растурија судството во Македонија. До тогаш имало судство, почитано водитело. Имало почит кон институцијата и према судиите. Сега, што е ово? Па капак на сето тоа и празник денес имале. Како не им е страм? Со која отворена душа празнуваат они? Судството. Па, видете, само што дојде овој Саевски господинот, почна интригите.
И како да веруваме, ќе имаме судство. Нити сме го имале, нити ќе го имаме, почитуван водител. Све ќе излезе на виделина. Благодарам, здрави и пријатно. Благодарам, ве поздравувам и јас. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, се слушаме. Јас сум доктор на правни науки со правосуден. Аха. И имам неколку судски предмети Так. во судството. Сега, пред кратко време. И сум шокиран за начинот на кој што судиите ги почнуваат, ги водат, ги завршуваат судските постапки. Докторите правеа криминал со злоупотреба од технички карактер. Како во процес во Кавка, каде што операции кои што требаше да направат за еден ден ги правеа после 3 години, со цел да се прават приватно. И затоа од моја иницијатива се воведе мој термин. Полицијата исто така правеше злоупотреби, со тоа што незаконски ги пушташе одредени луѓе, а за возврат не бараше да го применат законот, туку бараше против услуги. Значи мито или некоја друга против услуга. И затоа го барав да се воведе Safe City, кој што постои веќе 40 години во Америка. Ние денеска го ведуваме, тој веќе многу одамна постои. Истата таа корупција се случи во судството, каде што ја тужам човек и тој човек 8-6 месеци поднесува против тужба и добива рочиште пред мене. Како може некој да добие рочиште пред мене? И како што беше во здравството, нели? Вие поднесувате за операција, он ви дава после 2 години, а на некој после мене му дава после месец дена. И од тие причини побарав сега и официјално барам да истото тоа што се воведе во, например, Safe City, каде што се утврди дека од 100.000 коли што се возат годишно, мислам дневно, 110.000 прават прекршоци, а од кога се воведе Safe City се намали за 220 пати, односно на 500. Значи, ние сме имале 220 пати повеќе прекршоци, а ја не можам да разберам каде била полицијата. Како да немало полиција? А тие знаци од 50 на саат биле како чисто како така, како некоја илузија или. Така, да, ви благодарам. Поздрав до вас. Повелете кој не следен. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Благодарам. Повелете. Денови ли се денови, телефонско јавувачки маки големи. Врти, на 10 дена едно повозување на добро и тоа. Ама, еве јас би кажал нешто околу правосудството, што рече една жена кривосудството. Ние како држава, не само правосудството, ништо не е во ред. Меѓутоа, се нема да биде во ред, додека не се направи национална или државна стратегија. Во таа државна стратегија ќе се напише терк за правосудството, терк за полицијата, терк за армијата, терк за здравството, терк за државните службеници, за се да има терк по кој терк се влегува во државна установа. Инаку, ние плаќаме даноци, плаќаме казни, се финансираат собраниските пратеници, тамо службеници, ова државни службеници, им плаќаме и пениско и социјално и здравствено осигурување и се, меѓутоа за народ ништо не прават. И се ќе е така додека не се направи национална стратегија, затоа што во таа стратегија, кога ќе знае полицајцот дека ако не заврши толку и толку од земеделието, како што земеделието треба да изора 30 декари на ден, така полицајцот треба да заобиколи 30 улици или 30 точки опасни што се му соблаќаат, затоа се ќе е така. И правосудството додека не почнат со досијата на видео да ги ставаат, а не да ги кријат под маси, под столови, под теписи, така ќе е се така, додека не настане обелоденување на што е добро, а што е лошо. Инаку досега доброто е лошо, а лошото е добро. Ајде здрави и живи. Благодарам за многу години, што би се кажало, но за многу години дискутираме дека се подобруваат работите. Да сме тука и да го видиме тоа и да ги почувствуваме резултатите. Добар ден кој ни следен, повелете. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Благодарам. Па јас свака
80 на години правосудство во Македонија и би порачала на сите засегнати во ова, како да речам, област, да не подлегнуваат прво под политички влијанија, а и под никакви, под ничии влијанија. Да си работат според законот на словото. И ова 2% повеќе да не се повтори и да не се слушне. Ако работат како што треба, тоа 2% нема повеќе да се слуша. А пак ќе речам, да не подлегнува под политички влијанија. А затоа што моето чувство, перцепција, што би рекол оден председател, најмногу правосудството страда од политички влијанија. Поготово партиски политички влијанија. Брегот, надоле, одењето на правосудството започна некаде околу 2012 година. Не дека до тогаш било сјајно или беше сјајно, меѓутоа јас имам таква перцепција дека тој период после 2010 зема замав. И за тоа беше направено и специјалното обвинителство, кој тоа под политички притисок беше растурено. Затоа им посакувам да не подлегнуваат. Инаку, пошто премиерот рече слонот е внатре, сега мислеше дека е во Македонија или дека е во Европа, не го разбрав точно. Ама ако е во Македонија, веројатно е и во правосудството. Сега слоновите многу памтат, знаете. И патеката си ја памтат. Зависи сега по која патека ќе тргнат и кој ќе биде прво прегазен. Малку логика да употребиме во ова со слоновиве. Оти слонот кај што ќе згазне, се знае дека е згазнато. И јас очекувам слоновите да си ја најдат патеката и да тргнат по незе, па да видиме дали Европа е виновна или Македонија. Благодарам, пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам. Да, ете, 80-81 година од всушност основањето на првите судови. Тоа е, може слободно се каже, еден добар човечки век. За општествени промени не е, може би, кој знае колкав период. Но интересно е да се направи, може би, една споредба. Можеме ли да утврдиме, или ете, какво е вашето мислење? Дали во 80-те години постоење правосудство правосудството успеало да стигне до доверба од 2%? Значи ли тоа дека 80 години му требале за да стигне до 2%? Или напредувало побрзо, но во некој период паднало од многу повисоко ниво на доверба на овие актуелните? Ете и тоа е еден од клучните фактори кои треба да се утврдат за да се лоцира. Ако е така, кога почнало да опаѓа, поради кои причини и како да се смени таа траекторија, да почне повторно да оди во нагорна линија. А ако за 80 години стигнало само до 2% доверба и никогаш не ни било повеќе, тогаш треба нешто да се смени сосема од 45-та, не било добро ни поставено тогаш. Треба, значи, уште 80 години, па, кој знае, може би на 4 ќе стигне. Или може би е толку и максимум од 2%. Така да ете и тоа како битен момент, дали видело и подобри денови, а сега е на 2%, или никогаш не ни било на некоја кој знае каква доверба, на ниво на некоја доверба. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Извинам. Јас сакам да предложам сега со цел да се кажете. Да се реши овој целиот проблем. Имам и соодветно решение. Зошто? Што видите, криминалот што го прават државните институции и носители на функции се прави со тоа злоупотреба на службена должност, нели? И они во тие правила од технички карактер ги влечкат постапките до 10-15 години, кај што веќе луѓето психички се откажуваат или се стануваат да се борат. Зошто? Еве, например, како што беше мој термин, каде што им се врза рацете на докторите, да не одлучуваат они кога ќе биде рокот, или како што, например, Safe City, каде што се утврди дека нема полицаец да утврда, компјутер ќе утврдува, пој компјутерот не зема мито, не бара против услуги, он во рокот секунда ги дава соодветните податоци. Зошто истото тоа не се воведе во судството?
Така, например, почетокот, водењето и завршувањето на постапката зашто не биде компјутеризирано. Што цел криминал што го прави судството е по пат од технички карактер. Значи, не ви закажува постапка, ви закажува после 10 години, сведоците на дошле, сите се болни, сите се вакви, сите се такви и дур да дојдете до правдата ќе поминат 356 години. Зошто, например, ние немаме како што беше компјутеризација во здравството, мој термин, компјутеризација во Safe City, во полицијата, зашто ние не го воведеме тоа и во судството. Во крајна инстанца, за мене најдемократските уставни измени се 2003 година, кога уставот што ние го препишав во Словенија, иначе чисто информативно, нашиот устав е копија на тој Словенија. Ние немаме ништо освен тоа што го сменивме тамо главен град Скопје и место Република Словенија, Република Македонија. Све е копи-паст. Меѓутоа, зошто ние уставни измени Да, благодарам ве, поздравувам, ако смеамете да го проширам ова ваша констатација, копија уставот. Многу работи се копија. Предходно беа, мислам порано, како излеговме од оној систем, од она Југославија, копија на тие југословенски, па потоа почнаа да се копираат хрватски, сега мислам повеќе на словенечки закони и така натаму, на тоа мислам. Генерално сето тоа, и тоа е, гледате нешто што е сосема нормално, всушност се повикуваат на секоја промена на закони, еве ќе направиме како во тие земји и даваат пример. Таму, например, е ова вака, ние преземаме од таму. Дури веќе не се ни обидуваат да порано, барем, се обидуваа, па дури, бете, наводно нешто направиле. Сега, тоа сосема и транспарентно преземаме од таму, но генерално и тоа е можеби еден недостаток, затоа што она и што беше кажано во текот на оваа емисија, секое поднебје си има своја карактеристика, своји особини. Тоест во претходната емисија ми се чини гледачот од Битола дискутираше за тоа и треба да се прилагоди автентично кон тоа. Така да тоа исто како, не знам, исхрана некоја сега да применуваме мени некој од, не знам, поларни краишта или од, не знам, екстремно таму сушни од пустињи и слично. Тоа не значи дека не може човек да јаде или да проба и така натаму, но да го промовира, да го применува глобално, генерално како решение за добар, одличен, здрав живот, секако дека не функционира, затоа што не е во тој регион. Ако сте, не знам, на Северен пол, јасно дека исхраната неопходно е да биде богата со масти и слично за да се преживеат тие температури. Ако сте на екстремни горештини, тоа е сосема тогаш погубно, спротивно. Затоа во таа смисла треба да се прилагодат, односно решат сите проблеми кај нас. Тоа прилагодување од површинските кон длабинските реформи, кои ќе ги опфатат токму сите тие пропусти и злоупотреби. И само така можат директно да го опфатат правосудството и да почнат да го креваат неговиот процент на доверба. Инаку друго е само лепење етикети. Пресликан закон од овде, пресликан од таму и слично. Мислам секако, освен високите хонорари и плати кои ги зимаат за тоа да се представи како некои еволутивни, гениални решенија до кои нашите дошле. Повелете, кој ни е следен? Добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, да, се слушам. Ве поздравувам. Исто и јас, повелете. Да. Ајде сега да ја објаснам на гледачите како оде процедурата во судовите. Јас сум со правосуден и кога сум стажирал, директно, конкретно говорам за Штипскиот суд. Таму знаеш што се прави. Ако полицијата поднесе до јавно обвинителство, нели ти си обвинет, јавното обвинителство презима мерки, идеш доле да ти судат. И сега лицата ги судат, така? И дават пресуда, све, тие се осудени. Во меѓувреме, тие фаќаат адвокат, пошто тој адвокат има во судот жена што е покривично. Сега да не ги насочувам кој се. Све што сум гледал ќе ти кажам што се дешава. Тие поднесуваат прифатна тужба и испаѓа дека деликвентот испаѓа прав, а тој што е оштетен испаѓа крив
и да плаќа на државата пари, судски трошкови, замислете, и плюс на неговиот адвокат, на тој што е деликвентот. Значи, второстепениот, значи, го гази обвинителот, полицијата, првостепениот суд, сите суди, таму обвинители, све гази, таа си донесува по нејзин тертип дека тој правиот е крив, а овој виновникот испаѓа прав. И кога го видов тоа, ништо не ми е чудно кога ми кажувал Светомир Шкарич, колега, вика, знаете, вика, кривото е право, правото е криво. Значи, све ми е јасно во живот што се дешава. Штипскиот суд тотално е катастрофа. Треба корен све да се исчисти. Го ставиле председател на суд, па сега судија, па тој деликвент го става под условна казна, за тој понатаму да си направи глупост. Да видите што се дешава, све што сум видел со своји очи и слушнал. Дури да те срам да кажеш дека си завршил правен факултет, а не овде да демонстрираме преку телевизија. Нула е судството, нула испод нула, не 2%, испод нула, него што нема една... Така ви благодарам. Пак како да не ви биде непријатно да кажете правен сте завршиле, кога сте завршиле нешто друго, не сте завршиле кривен, туку правен и не сте за соодветното место, не се бара, че треба да се бара нешто на што кажавте. Тој што тужи, веќе да свати, ќе тужиш, ќе платиш сега, па ајде тужи пак ако смееш да тужиш. Сакаш да тужиш, да се чепкаш каде што не треба. Седи мирен и никој не те чепка, уште тужиш. Така да, тоа е кој си го бара, ќе си го најде и што е проблем тука. Повелете, добар ден. Добар ден, поздрав. Добар ден, па вие сте, ако не се лажам, тоест повеќе години имате вие од правосудството, сакам да кажам, имате искуство од почеток. Ја имам 83-та веќе ја почнав, а судот е 80 години. Да сте живи и здрави, да. Фала, да сте ми живи и здрави вие и сите кои учествуваме во оваа убава прекрасна емисија. Сега вака, пред основањето, значи, воопшто на судовите вие... Вака, се ќе земам, прво ќе го земам Уставниот суд. Значи, таму, во Уставниот суд се решаваат оние предмети кои што судот не ги решил правилно како што треба и Уставниот суд ги коригира судиите. Значи, за мене тоа е прва инстанца Уставниот суд. Втора инстанца е судот, кој што треба да го чита словото на законот, да го почитува тоа слово и да носи закони, односно да ги почитува тие закони и да носи пресуди во знакот на словото на закон. Значи, да нема кривосудство. Сега, ние, значи, треба сакале или неќе, че го повторам, ова сум го кажал повеќе пати, дека Моша Пијад рекол вака, посо кој се не може нормирати, не треба ни постојати. Значи, секоја една работа може да се нормира, а тоа е веќе го кажам за судите. А колку предмети ќе му отидат во Уставен суд на повторно разрешување, прегледување, колку ќе отидат во Страсбург, тој судија да биде казнен. Значи, тогаш ќе размисли дали тој ќе може да работи онака како што сака. Ево, нема да го спомнам од каде е тој судија. Имаме судија кој што, да речеме, во сообраќајка, 2 лица се погинати, 30 до крај на животот инвалиди, а он се дрзнува, условна пресуда 4 години му дава на прекршителот. Па кажете ми, колку посто прави да има доверба во судството? Ја ми се чини дека вакво какво што е не ни треба, нека се сами себе распуштат и одново нека... Така ви благодарам и во ред ова што го парафразиравте Моша Пијаде, да, судори избор ако нема нормирање на нешто не треба ниту да постои. Но работата кај нас е во тоа што има и тоа какво нормирање. Сите тие на норма и тоа како зимаат. Дневници, не знам, учества во тие одбори, совети, патни трошоци, се тоа норми. По километар, по час, по присуство, по... Зошто се... Нема кој не е на 2-3 места од тие фамилиарни релации, кои се всушност од таа бројка на тие функционери, тоа може всушност
ако одите да ја расчлените да се намали повеќекратно, ако се 1000, тоа се може би 200-300. И нивни блиски. Значи 200-300 носители, како за ова кога зборуваме за гласање. Не знам, партиски член, па по 4 сметајте, затоа што тој треба да даде глас и сопругата, и синот, и ќерката, и не е битно. Така и ова, тие се 200 да речеме, по 4-5. Затоа што тука се сопруг, сопруга, брат и слично. И се доаѓа до таа бројка на сите функционери. Не се тие да не се знае, тие се сите. А при тоа секој од нив, или најмногу, тука може би најусловно кажам хендикепирани се овие кои се на оние најистурени позиции, премиери, така натаму, председател на државата, не можат баш и да бидат по тие одбори толку. Но овие по-нископрофилни, другите ешалони и така, тоа се, членови на одбори, на совети, на ДКСК, на ваков совет, на онаков совет и така натаму. Тоа се тие норми. Значи, јас би ја проширил ова изјава, да, тоа што не е нормирано не треба да постои, но тоа пак што е нормирано за погрешно, дури тоа е најлошо. Затоа што вие го нормирате, затоа цути лошото, погрешното, се едно, не мора да е лошо, спротивното на она што е предвидено, затоа цути. Затоа што нормата е во прилог на тоа, на обратното. Не е нормата во прилог на соодветна пресуда, на присуство и така натаму, на наоѓање правда, вистина и слично. Нормата е на друго, очигледно. И затоа оди во погрешна насока. Затоа што така се мери. Повелете, добар ден, кој ни е. Така се вреднува. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Се извинам, до 2003 година, согласно Уставот, владата бираше кои ќе бидат предлога суди, а додека пак собранието ги бираше. Меѓутоа, 2003 година се создаде судски совет од едни исти луѓе суди, кои што они предлагаа кои да бидат суди, еден затворен круг, разбирате, кој што веќе е недемократско тело, недемократско тело, кој што бира суди. И се имаме затворен круг на луѓе кои што си бират, најчесто 99% си ги бират своите деца, ќерки, синови и така натаму, да бидат своји судии. Како што имаме судија кој што има 3 ауди и е кривично осудува, на неговиот син и понатаму е судија. Сега, дали треба ние тие уставни измени од 2003 година, кога што се предочи да се создаде судски совет, да се вратат назад, да владата предлага, кога што на крајот на денот сепак е тело избрано од страна на народот и на владата, да се вратат со цел да се подобрат сите овие активности во што се случуваат од судството. Како што е непотизам, затоа што мене, ако ме прашате, најголем проблем јас што се го имам во животот е луѓе кои што се непотистички добиле својата функција непотистичка своите родители. Значи професор, судија или било кој човек кој што ќе добие непотистички своја функција не е за мене валиден фактор. И најчесто непотизмот е пример за корупција, дека нешто не е како што треба. И треба законски да се забрани. И на крајот на себе би оставил дека најголем проблем што ги има Македонија е трговија на луѓе и кај што млади девојчиња се врбувани за трговија со луѓе во Дубај, Брисел, Германија и така натаму, за нешто што треба сериозно да се превземе, меѓутоа како некој меѓународен, македонски, меѓутоа и меѓународен проект. Благодарам. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Реков, како без вас да поминеме за правосудството? Реков, веројатно сте некаде... Пазете, гледате, сите ги кажуваат наводно матни тигри во судството, меѓутоа ја заобиколуваат правата работа, тоа е законот за парнична постапка. Во граѓански имате закон за парнична постапка, во кривични имате закон за кривична постапка. И тука се лежи главниот проблем игрите што се случуваат суди и адвокати. Начинот како да се изигра процесот, некој да помине неказнет или некаде да се сврти правдата. Земете ги случаевите на СЈО, кога адвокатите видоа дека не можат да ги одбранат своите клиенти ради доказите што им беа презентирани на маса, почна да играат играта на застарување на предметот, одлагање на рочиштата.
И гледайте, вие за тоа во законот за кривична постапка немате лек. Адвокатот вика и јас имам друго судење, па наводно е болен. Не, во законот треба се прецизира дека адвокатот чим се нафатил, судијата и кажал дата, на таја дата, едноставно тој што ќе нема да дојде на тоа рочиште, да си плати го целото вкупно рочиште. Транспортно, винети, адвокати, сведоци, судија, да си ги сноси трошковите. Па нека одлагам после повторно рочиште да го видам. Или речевме, ако судијата не успее да го затвори предметот, затоа што има право да се замеша во постапката и да му каже на обвинителот, слушај батка, скрати со тоа до доказите на адвокатот, како сега што беше со небитни до сведоци. Значи, кај нас треба се направи правило на игра, за да им се скратат рацете да ги местат пресудите. Така се местат пресудите во судот. А не можеме да го спасиме, ајде ќе го застаруваме, ќе го влечеме. Овој ќе ги одлага датите на 3 месеца, овој по 3 месеца кога ги се разболел, приказките причам ти причу, знаеш на што е, и на крај са застаре предметот, дека сега што се случи во обвинител, Кирил Божиновски доаѓа на суд за едно рочиште, но не доаѓа да сведочи во случајот Титаник, таму треба да знам за кој беше овако ти. Пазете, изговор не можеле да го најдат на адресата на која ја сменила адресата, пазете. Па има наредба, судот да пише наредба за приведување. Што не му пише наредба за приведување на Кирил Божиновски за стражарско приведување, ќе го донесат, ќе го најдат. Меѓутоа, гледате, го толерира. Така, истече времето и благодарам, но генерално нашиот принцип е воопшто, може би како стил, па и на регионот, доста присутен е тој пристап на кондиција. И се оди некако на кондиција. На криза економска, полека стабилни сме ние, на кондиција, не знам, ЕУ, на кондиција, тие нас на кондиција, ние нив на кондиција. И се чудат што, како, еве видите, па и Албанија и Црна Гора, не, ние на кондиција уште. Судски процеси на кондиција. Ако ништо друго, може би е добро сето тоа што навистина развивме кондиција, па ете, живееме и во невозможни услови, мислам невозможни, плати финансиски и така натаму со малку можеме да и еве го покажуваме тоа и докажуваме како народ воопшто да функционираме. Затоа што сме стекнале кондиција. Некој што не од тука еве да не алузија, макар и со нив може јасно, оние кои имаат плати 2-3 евра или кој да е од надвор да му преку ноќ ја смалите платата на 500, на 300, 400 евра, веројатно ќе има сериозни проблеми и депресивни, и психотични, и така натаму, ќе треба да се работи со него да се смири, тој ќе биде очајување. И тоа во вистинска смисла, зошто и оние колку небројни ситуации има на тие милионери и така кои ќе загубат имот пари во некои околности, не е битно берза или што како, па самоубиство извршуваат. При тоа им останале повторно милиони, но загубиле многу. Не може да се помири со тоа. Така да, реално таа предност да не само да сме депресивни со тоа малку што го имаме, туку и да знаеме да живееме со малку е она добра особина од таа, велам, од тој пристап кондиција. А дополнително на тоа, ете, како велат, за среќа е потребно малку, ние тоа малку го имаме и среќни сме. Добар ден, повелете. Ало. Да, се слушаме, повелете. Поштување, господин Исо. Исто така и до вас, повелете. Ајде да им честитаме прво на сите што работат во правосудството, од портери, од писари, од тие што носат писна. Нека се живи и здрави. Сега за правосудството. Јас не се сложам со сите претходни. Судството ни е прва лига. Така и треба да продолжи. Ние 35 години живееме во едно беззаконие во Македонија. Така и треба да се продолжи. Што ни фали вака? Беззаконие владе, ние си живееме 35 години. Што вика та пословицата, караванот си врви, кучината си лае, ние си живееме. Еден господин спомна од 2003 правосудството. Ја викам поназад, од 2001 кога конфликтот дојде, конфликт војна, што ја викам војна, терористите и акт врз Македонија, кога никој од албанците не се осуди, никој не испадна виновен, тогаш правниот систем во Македонија почна да крахира. Беззаконие, неправди. Калимеров
тогаш почна да лепде над Македонија и да викаме ние, обичните луѓе, нема правда. Значи, од 2001 знаеме што се случи да не се враќаме, никој не одговараше. Пак ќе речем, арно ни е чувството, убаво така да си тераме, некој поселија не сака добро да биде Македонија, арно му е на некој. Тие што се учени и керки и синовите си вработуваат и си продолжуваат како што треба. Затоа да не кукаме, арно е. Само така нека продолжате уште еднаш, нека им е среќен денот на сите во правосудството. Од обични чувари на портерница до врховен судија таму кој ни е на врховен, не ми текнува сега да не го замарам паметот. Само така треба да продолжат. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, поздрави до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете. Ве поздравувам од Кичево, Милајн Демири на телефон. Повелете, да. После долго време. Така. Па вака, политичката теорија не учи дека успешните општества се базираат на поделбата на власта, на законодавна, извршна и судска власт. И тоа во амбиент кој се вика јавност, односно вие медиумите. Сите досегашни влади декларативно се за демократска правна држава, каде што основен ресурс ќе биде човекот, поединецот, граѓанинот со своите знаења, образование, креација и сето тоа треба да ни биде како предност. Кај нас е предност лојалноста, подобноста и така натаму. Кај нас нема концепт за поделба на власта, меѓусебната контрола и одговорност на секој облик на власта. Единството на власта може во подолг период да не води кон автархична држава. Сега да го образувам дека ние навистина немаме концепт за поделба на власта. Меѓусебна контрола на власта и одговорност, соработка, например, МВР, обвинителство, бранителство и на крај судот. И одговорност на секој облик на власта. Ало? Да, ве слушам. Па за да ние направиме на вистина правна држава. Така, но ете, истече веќе времето тука и веќе ја и завршуваме оваа емисија. Концепт, стратегија, план за поделба на власта, за реформи во правосудството. Барем судејќи според настанот денеска во јавното обвинителство, одбележувањето на денот на правосудството, од страна на Сдруженијето на јавното обвинителство беше најавено и резултирано, презентирана беше програма и планирани активности за 26-та, значи за годинава. Што значи дека имаат нешто конкретно. Знаат што, имаат концепт, имаат стратегија, барем за 26-та година. И останува да видиме дали ќе го реализираат тоа. Ако не го реализираат, тогаш навистина знаат како да не реализираат. Не може да кажат не знаат, затоа што презентирале денеска активности за 26-та година. Ако се врз основа на навистина сериозна стратегија, реформа и така натаму, треба придонесат и за зголемување на процентната доверба, така што ќе им дадат своји резултати. Како што ние даваме во овие наши разговори. И ви благодарам за тоа, ви посакувам пријатно попладне, добро расположение. Довидување.